Господја Сибил Сутер Техада, почитуван господин Дейвид Етербери, директор на УСАИД во Република Македонија, почитуван декан на Машинскиот факултет и мој колега професор Дарко Данев, почитуван представник на ректоратот, почитуван директор на СИД Хаб, господин Ѓорѓи Кушевски, почитувани студенти, колеги професори на Машинскиот факултет, дами и господа, ми представува особена чест и задоволство денеска во името на владата на Република Македонија, а посебно во мое лично име, да присуствувам на отварањето и да го поздравам отварањето на овој СИД Хаб за мали и средни предпријатија, посебно за акселератор за стартапи. Мислам дека ова е начинот на кој што треба да се развива почетокот на малите компании и економијата во Република Македонија, затоа ќе кажам неколку збора малце покасно. Но посебно ми представува чест што јас мојата работна кариера сум ја започнал на Машинскиот факултет и се уште сум дел од него кога ќе ја завршам кариерата во владата, ќе се вратам како редовен професор, а уште повеќе ми поставува задоволство што бев дел и од СИД програмата во сите негови фази како предавач, ментор и така натаму, така да и таа програма ми е многу добро позната. И точно од таа причина прифатив денеска да дојдам овде и ова иницијатива да ја поддржам, а посебно да кажам дека владата на Република Македонија во своите програми е исклучително компатибилна со она што го работи СИД Хаб. Ќе кажам неколку збора покасно. Сакам на почеток да ги кажам бројките и да искористам приликата да се заблагодарам на УСАИД, кој што 25 години ја поддржува Македонија, и да се заблагодарам на Америка како држава, која што преку УСАИД практично има дадено значителен придонес за развојот на македонското општество, а посебно на македонската економија. Исто така се заблагодарувам на швајцарската амбасада, која што не само со овој проект и други проекти кои што беа познати на јавноста во последниот период, исклучително придонесува во развојот на економијата во Република Македонија и помага на владата да ги развие своите програми. Јас ја користам оваа прилика во името на владата и во името на целокупната општествена заедница во Република Македонија да им се заблагодарам. Мислам дека треба да кажеме неколку збора и за бројките. СИД Хаб е практично завршувањето на еден поголем проект за поддршка на малите и средни предпријатија од УСАИД, кој што е во вредност од 3,1 милиони евра и кој што практично помогна на 600 предприемачи во Република Македонија и помогна да се отварат и креираат 350 работни места. Мислам дека е битно да се подвлечат овие бројки. Многу е важно да кажеме дека 98% од предпријатијата во Република Македонија се мали и средни предпријатија. Точно затоа владата беше посветена во својата економска програма за оваа година, за 2018 година, да детерминира што е можно повеќе средства и што е можно повеќе конкретни мерки кои што ќе бидат имплементирани преку Фондот за технолошки развој и иновативност, чиј представник денеска е тука господинот Јован Деспотовски, и да им помогне на стартапите и на малите предпријатија во Република Македонија. Како никогаш досега, владата детерминираше 46% повеќе средства за развој на економијата во Република Македонија во 3 столба и ќе се задржам посебно на третиот столб што е најважен, а тоа е точно поддршката специјална за мали и средни предпријатија, а малите и средни предпријатија ќе може да ги користат средствата и од првите 2 столба. Значи тие ќе бидат во максимална привилегирана положба во нашата држава, што сакаме да покажеме дека сакаме да им помогнеме на сите кои што во Република Македонија сакаат да креираат бизнис, поготово на младите луѓе кои што треба да бидат поддржани да направат своји предпријатија, да не очекуваат некој да ги запосли и тие да станат предприемачи. Државата во тоа ќе им помогне значително. И ќе ви кажам, без да имам амбиција да ја презентирам целата програма, за тоа ќе треба повеќе време, ќе ви кажам само неколку мерки. Нема да помагаме само со софт мерки во едукација и во помагање на обуки. Ние ќе помагаме и со конкретни средства во предпријатијата и во стартапите со закупување опрема. Така, секоја мало и средно предпријатие ќе може да конкурира за програмата во која што ќе биде поддржана со 30% поврат на инвестицијата на основните средства за дејноста. Таму, каде што малите и средни предпријатија ќе сакаат да креираат нови производи,
државата ќе партиципира со 70% од трошковите за креирањето и за развојот на проектот преку така наречениот модул за поддршка на иновативност. Посебно сакам да подлечам дека веќе детерминиравме значителна сума на пари во фондот за иновации, при што ќе биде формиран така наречениот Venture Capital Fund или фонд за стартапи по урнекот на израелските акселератори, со кој што државата ќе влезе во собственоста на предпријатијата на малите и средни предприемачи и со това ќе им помогне да добијат финансиски средства кои што ќе може да ги искористат за развивање на нивните предпријатија. Практично, јас ја користам оваа прилика да кажам дека сето ова што ние го правиме е максимално компатибилно со она што се случува денеска во овој СИТ-ХАБ и сакам да ги повикам сите студенти, сите млади предприемачи во Република Македонија максимално да искористат оваа можност. 2018 година е година која ќе требе тоа да го направите. Јас ве охрабрувам да го направите тоа и на крај само ќе подлечам, мислам дека тоа сум го направил и со личен пример. Управо еден стартап, јас денови ве го продадов. Така да, тоа е значи работа која што треба да биде само охрабрување за младите генерации, дека и во Македонија може да се тргне од нула, да се тргне од почеток и да се направи компанија која што ќе биде регионална и добро позната. Ви благодарам на сите учесници ви посакувам многу успех и уште еднаш ве охрабрувам да ги користите програмите и да правите здрави и конкурентни фирми. Благодарам на сите.